Успешно пронајден и експресно отстранет дефектот на водоводната линија од 1200 метри, на која има приклучено околу 50 домаќинства во Зрновци. Имајќи во предвид дека не се знаело точно каде е дефектот, бидејќи водата не понирала на површината, туку се губела подземно, искуствата на вработените во комуналното јавно предпријатие Водна кула значително допринесе за експресно решавање на овој сериозен проблем. Дотрајаната секундарна водоводна мрежа која што е поставена и изградена 75-та година предизвикува постојани проблеми. За таа цел општина Зрновци има изготвено проект и инвестирано во животна средина од 440.000 евра, кој што веќе 390.000 евра се обезбедени од страна на Министерството за животна средина и имплементација на проектот започнува април месец 2024 година. Во своето 26 годишно постоење на општина Зрновци, ова ќе биде прв ваков комплексен проект кој трајно ќе ги реши проблемите со дотрајаната водоводна мрежа, а истиот со реализација почнува во април следната година. Регионалниот патен правец кон општина Виница веќе е прооден и сообраќајот на оваа делница се одвива нормално. Саниран е дефектот на улицата Стамен Манов, а водоснабдувањето во трите населени места во Кочани е нормализирано. Поради настанат дефект на главниот цевковод ФИТ 250 на улицата Стамен Манов без вода беа населбите Усова Чешма, Трајаново, Трло и Оризари. Екипите на водовод и канализација по добиена дојава излегоа на терен и го санираа настанатиот проблем, а жителите од овие три населби без вода останаа неколку часа односно до санација на дефектот. Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата на општина Виница ја одржа втората седница. На дневниот ред имаше 6 точки и на истата беше изгласано поставување на нова вертикална сигнализација на поголемите крстосници во село Блатец, поставување на лежачки полицајци во село Лаки и на две локации во градот Виница, обновување на хоризонталната и вертикалната сигнализација околу училиштата во градот. Дополнително се дискутираше за досегашните реализирани проекти, откако е основан Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, како и за действувањето во иднина. Несовесноста на граѓаните продолжува во континуитет, се оштетува комуналната и урбаната опрема поставена од страна на надлежните служби. Пример за вандалско однесување е кршењето и вадењето на пластичните столпчиња кои се поставени во централното градско подрачје. Граѓаните велат дека се поставени на правилни места, бидејќи претходно со непрописното паркирање се создаваше поголеми застои во сообраќајот. Тие кажаа дека треба да се преземат соодветни мерки за уништувачите на опремата. Они се правилно поставени, важно, а и колите се паркират на тротоарите, па нема дека да поминеш, ја и пешки не може да поминам. Не видам така и тешка работа. Имаме го, сега имат мобилни сите телефони, јави таа коло тај број, скрши го тоа ступче. Да плати 10 ступчиња, друг пат нема тоа да го прави. Па се паркира, ти си поминал, видел си се дали е слободно премино. Столпчињата беа поставени на почетокот на јуни, а од тогаш до сега веќе повеќе пати се оштетуваат од страна на поединци. Целта на поставените столпчиња е возачите да не паркираат на недозволени места и да не ја загрозуваат безбедноста на пешаците и останатите учесници во сообраќајот. Почнаа градежните активности на улицата Даниел Стефанов во Долни Подлог. Улицата е со должина од 366 метри и ширина до 4 метри. Вкупната сума за изградба и асфалтирање на оваа улица изнесува 2.100.000 денари со вклучено ДДВ. Изведувач на работите е фирмата Коле Транс Инженеринг од Штип. Во текот на минатата недела на подрачјето на Кочани се вршеа активности за санација на ударни дупки и прекопи. Со топла асфалтна маса беа извршени поправки на улиците Партизанска, Митко Беќарски, Шукри Шајн, Цар Самоил, Страшар Бабче, Маршал Тито, а работни активности се вршеа и на други улици. За крпење на прекопи на улици и оштетени асфалтни површини, оваа година се издвоени 3.326.042 денари од општинскиот буџет.
Членовите на иницијативниот одбор на пензионери договориле трет протест што ќе се одржи в петок во 9 часот, при што сите пензионери треба да се соберат пред летната сцена кај Центарот за култура Бели Мугри. На собирот на пензионерите ќе се обратат членовите на иницијативниот одбор, при што ќе бидат соопштени престојните активности. Потоа пензионерите со транспаренти организирано ќе се упатат кон фондот за пензиско и инвалидско осигурување, каде ќе заврши протестот. Пензионерите остануваат на своите барања за линеарно зголемување на пензиите, а минималната пензија да биде еднаква на минималната плата. Изминатиот период пензионерите протестираа во своите градови, а за 20 септември е најавен протест во Скопје.